Седмица пред великденските пости верниот народ ја одбележува сиропусна недела, период на прошка, смирение и духовна подготовка за великденскиот подвиг. Оваа недела представува последен чекор пред влегувањето во речиси 50-дневниот пост, што води кон Христовото воскресение. Во тек на сиропосната недела се уште е дозволена употреба на мрсна храна, како млечни производи и јајца, но веќе не се консумира месо, што символично означува постепено одрекување и подготовка на телото и духот. Круна на оваа седмица е денот прочка, ден кога верниците бараат и даваат прошка, изговарајќи прости ми и простено да ти е. Со овој начин се оставаат зад себе навредите, недоразбирањата и тежината на секојдневието, за во постот да се влезе со чисто срце и посмирена совест. Цела недела се мрсе, а после чист понеделник се посте за Великден. Натака. И прочка е нешто најубавото. Помалите одат кај постарите, со портокалче, на време се клањаме, унидуваме и младите доваѓаат кај баби, кај дедовци. Едно време одајме на гробиша, сега беше задушница, една недела пред прочка не се оде, рачуна се весел, убав ден, праве си свадби на прочка. Тама има си денови кога ќе јадеш риба како, кој сака да посте до великденските пости. Сиропусна недела не е само црковен обичај, туку и длабоко вкоренета традиција во македонските домови. Семејствата се собираат на заедничка трапеза, се негуваат старите обичаи, а најмладите со радост учествуваат во амкањето, символ на сплотеност и радост. Овие моменти потсетуваат дека постот не е само воздржување од храна, туку време на љубов, смирение и духовна обнова. Со завршување на сиропосната недела започнува великденскиот пост, период на молитва, покаяние и добри дела, кој ги води верниците кон светлината на воскресението. Токму затоа, оваа седмица има посебно значење, таа е мост помеѓу секојдневието и духовното преображение што го носи Великден.